Почитувани, на повидок е нов скандал и повторно во центар на овој скандал е скопскиот градоначалник Петре Шилегов. Имаме основани сомневања дека многу најавуваните субвенции за инвертер клими се голема измама и злоупотреба, каде стои половичната реализација на проектот и истите се делени без исполнување на критериумите, селективно и сето тоа базирано на партиски и лични основи. Исто така имаме сомневања дека личните податоци на апликантите не се заштитени и третирани согласно закон, при што можна е злоупотреба на истите. Овие наши основани сомневања ги темелиме на претходна дојава од самите служби на градот и како советничка група на ВМРО ДПМН и коалицијата побаравме увид во документацијата, при што сме должни да ги објавиме констатираните податоци, нецелосна документација со бројни пропусти и аномалии. Се сомневаме дека се делени субвенции за инвертер клими на партиски луѓе кои живеат во централното градско подрачје, на улиците Никола Клјусев, Македонија, Народен фронт и други улици низ центар, каде е познато дека има парно греење или и досега граѓаните се грееле на струја, додека цели населби како Ѓорче Петров, Драчево, Лисиче, Радишани и други каде што нема парно и загадувањето е големо, нема доволно субвенции. Она што го затекнавме во градот е запрепастувачки. Нецелосни досиеа, расфрлени документи по ходници. Го прашуваме Шилегов јавно да каже колку контроли се направени кај граѓаните корисници на субвенции за исполнети услови. Зошто на едни граѓани се барани потврди од БЕК, а на други изјави од нотар? Го прашуваме Шилегов јавно да каже дали го познава воопшто и зошто не го применува Законот за заштита на лични податоци, или пак, како и се друго за него и неговите партиски послушници, законите не важат. Го повикуваме Шилегов да појасни зошто досега на ниту еден апликант не му е побарано да даде изјава за согласност за обработка на лични податоци. Да одговори дали е точно дека се печатени лични карти и покрај софтверско чување на истите при апликацијата за субвенции. Да одговори зошто регистри со досиеа на граѓани, апликанти и корисници на субвенции се расфрлани по ходниците на дотраената барака број 14. Шилегов да одговори дали е точно дека раководител на сектор дал наредба да се сечат документи, да се складираат во вреќи и да се изнесуваат надвор од бараката. Да одговори каква документација е уништена и под чија наредба. Шилегов треба да одговори кој е одговорен за личните податоци на апликантите и корисниците на субвенции. Ја повикуваме Агенцијата за заштита на лични податоци да изврши увид и примена на законот и Инспекторатот на Државен архив да изврши увид за ништена документација. Граѓаните имаат право да знаат кој ги обработува и за какви цели нивните лични податоци и каде точно завршија инвертер климите. Ви благодарам.